Денеска првото утренско кафе го пиеме со Наташа Ристевска, професор по оделенска настава. Имено Ристевска исто така го има основано едукативниот центар Пеперутка, кој што се наоѓа во Кисела вода пред околу 9 години. Ке напоменаме во продолжение нешто повеќе за незината кариера и незиното искуство како оделенски наставник, но воедно и за сите активности кои што се спроведуваат токму во овој центар. Ристевска, добро утро и добро дојдовте во нашата утренска емисија. Добро утро, добро ве најдов. На самиот почеток сакам да слушнеме како ви започнува едно вообичаено утро, дали може би овде во едукативниот центар и кои се оние главни утренски ритуали кои што ги практикувате секојдневно? Значи, утрото го започнувам во едукативниот центар Пепирутка со утренско кафе, додека не се дојде дечињата, да се напијам кафе, да се подготвам за тековниот ден, односно активностите кои ни следат со децата. Интересно ли е рано наутро да се поминува време со дечиња? Па интересно е. И доколку не сум расунета, ќе ме расуна дефинитивно. Да. Пред да напоменеме нешто за едукативниот центар, може ли да слушнеме за вашето искуство во оделенската настава? Значи, јас сум професор по оделенска настава и магистар по настава. Работното искуство го започнав во центарот пред 9 години. Претходно одев на замена во училишта како професор по оделенска настава и решив нешто поразлично да се насочам, односно образованието мое да го насочам кон овој центар. Го отворив пред 9 години за дечиња кои пред и после училиште имаат потреба да се згрижат во центарот, да напишат домашна задача, ги научат лекциите и да бидат подготвени за тековниот или наредниот ден во училиште. Колку време работевте како замена? Па тоа беше во некои училишта месец, во некои училишта 2 недели, во зависност како имаше потреба. Како би го дефинирале вашиот пристап кон оделенската настава исто така? Па јас ја сакам професијата уште од претходно, бидејќи имам средно медицина, бев насочена во друга сфера, но си ја сакав професијата, одев во училишта на замена, ги сакам децата и затоа решив да го отворам центарот. Оделенската настава е сепак се работи со дечиња каде што треба да се описменат, се нарекува празен бел лист кој ние треба да го испишеме. Тоа се дечињата, така да... Како се справувате со ученици кои имаат различни потреби, пример ученици кои имаат потешкоти во учењето и слично? Најпрво кога ќе дојдат во центарот, го објаснуваме тоа што не им е јасно од училиште, односно материјалот што го земале, дали математика, македонски, природни или општество. Потоа им се дава насока сами да ја напишат домашната задача. Потоа ние ја проверуваме да видиме дали е се во ред. Со тоа сакам да ги поттикнам да децата самостојно да си ја завршат домашната задача и многу побрзо да го совладаат материјалот. За разлика ако ние постојано им го да кажам народни изџвакаме материјалот, е многу потешко и за понатаму во погорните оделенија каде што треба пообемни лекции да се научат. Кој е најголемиот предизвик со кој сте се сретнале од основање на самиот центар, па се досега зборувам во однос на работните обиси? Значи, во целиот период од кога е основан центарот, имало дечиња кои има премногу интелигентни, кои може да го совладаат апсолутно брзо материјалот, но имаме дечиња на кои им треба подетална помош. Најголем предизвик ми беше детенце кое до трето оделение не можеше ни да чита ни да пишува, така да во трето оделение се запиша во центарот и за многу краток период ги совладавме трите оделенија, условно кажано, значи научивме азбуката, научивме да пишуваме, да читаме, паралелно се учеше и латиница. Додека ја учевме латиницата, многу побрзо ја совлада за разлика од кирилицата. Тоа ми беше најголемиот предизвик и среќна сум што успеав детето заедно да успееме да го совлада материјалот. За да стигнете до тој успех и вие и детенцето, верувам дека бил присутен стрес кај вас? Апсолутно. Како се справувате со стресот кој произлегува од вакви ситуации, генерално од вашите работни обврски? Додека сум со децата, пробувам да не го покажам стресот, тоа подоцна се рефлектира, но самата работа кога ќе видам дека ќе има успех, некако се балансира
целата ситуација и успехот си го дава своето. Веќе 9 години постои едукативниот центар Пеперутка. Може ли да слушнеме за сите оние активности кои што се спроведуваат во склоп на истиот? За време на учебната година сме насочени кон материјалот што го изучуваат од училиште, за да може да се совлада по сите предмети, освен странските јазици. Кога ќе завршат со тие активности, доколку има слободен период, имаме едукативни игри кои се на база исто така на повторување на материјалот. Математика имаме джангл игри, каде што се повторува множење, собирање со коцки, налути се човече, меморија, прераскажување, бидејќи ке многу деца прераскажувањето е многу оскудно, така да гледаме да го повториме на база на прераскажување на приказ, на филм или нешто што се случувало претходниот викенд дома на прошетка. Исто така изработуваме работилници за престојните празници. Сега, бидејќи ни престои нова година, имавме новогодишна работилница каде што децата беа активни, своите креативности ги покажа. Целта е насочена на тој дел. Еве за време на сите активности, на сите комуникации, време поминато заедно со дечињата, како ја градите самата доверба со дечињата? И таа добра комуникација? Пред се треба да бидеш добар професор. Јас сум и многу строг професор. Така да, кога ќе постигнеш авторитет врз децата, тогаш можеш и да имаш добра работна атмосфера и позитивна и да ги постигнеш сите поставени цели. Што подразбираме поточно под строг? Под строг дисциплината да биде на високо ниво. Значи, тука сме во центарот дојдени за да научиме и тоа што ќе го научат понатаму да го практикуваат во понатамошното образование. Така да имам дечиња што веќе поминале во центарот и се, да кажам, капацитет, одат на надпревари по математика. Имав детенце пред неколку години што го спремав математика, беше прво место на општинско ниво и трето место на ниво на град Скопје, така да строгоста мислам дека во учењето, дека тоа што ќе дојдат во центарот не се само да го поминат времето ради реда, да ги чуваме, бидејќи за тоа се градинките, овде е едукативниот дел за да ги научиме и да биде совладан материјалот. Значи строгоста функционира. Да. Ви благодарам многу за одвоеното време што имавме можност да го испиеме првото утренско кафе и воедно да слушнеме нешто повеќе за вашата професија и за самиот центар. Ви благодарам многу.